Добар ден, почитувани, стартува неновата Телма амбуланта. Треба ли да се плашиме од сите бактерии? Како да знаеме дали изолираната бактерија е опасна по нашето здравје или пак е дел од нормалната микрофлора? Кога е неопходно лекување со антибиотик, а во кој случај нема потреба за тоа? Во денешната емисија ќе проговориме, односно ќе дадеме појаснувања за неколку бактерии кои што најчесто се среќаваат, како што се Escherichia coli, Helicobacter pylori, златниот стафилокок, кламидија и сето тоа ќе го разработиме со професор доктор Никола Пановски, специјалист по микробиологија и паразитологија. Професоре, добре дојдовте во студиото на Телма и добар ден. Добар ден, благодарам на поканата. Долго време се сметаше дека гастритисот, чирот на 12 паличото црево и желудникот се последица на зголемената киселост, но се покажа дека хлороводородната киселина не е единствената причина за тоа, туку дека најчесто во позадина стои една многу отворна бактерија Helicobacter pylori. Професоре, каква бактерија е тоа и како може да преживее во толку кисела средина? Значи, тоа е одредот на спирални бактерии, меѓутоа имаат мал број на завој, два личат на лебедови крила, значи доста се тенки. За нив се зборувало што од германски научници, еден италијански научник во 19 век, крајот на 19 век, кога се знаело за бактерии, ги опишувале. Често пати и патолозите ги гледале. Меѓутоа никој не верувал дека е тоа нешто живо и дека може да живее во такви ненормални услови како што е киселиот pH, каде што најлошиот пекол може да замислиме дека може, значи, да киселина и така натаму. Јас кога сум студирал, не бил сме го учеле гастритот и укусот дури не било ни спомнато дека ни на крај памет дека тоа е инфекција. Па сум се вработил, па 81 е објавено истражувањето на Ворен и Маршал. Тоа се двајца австралиски научници кои потоа и сме ги запознале, доаѓале по конгреси и така натаму, дека фактички без Helicobacter pylori нема гастритис и укус на желудникот, дека тој е, ако не главен причинител, учесник во таа состојба, што имало многу контраверзии. Да, интересно е за гледачите дека едниот од двајцата научници, Маршал, културата на Helicobacter pylori, бидејќи не го размножиле, ја испил, добил гастрит, значи добил гастрит, потоа од неговиот желудник со ендоскопија е изолирана истата бактерија, претходно ја докажам дека ја немал. Претходно, значи вештачки се заразил самиот научник, за да докаже со тие кохови постулати, да дури 2005-та, што е вообичаено, Нобеловата награда која ќе чуеме, обично се работи за откритие десетина и повеќе години, значи 24 години потоа, кога веќе се видело што значи тоа откритие, тие добиле двајцата Нобелова награда за медицина. Што се случило во тие 24 години? Значи, почнало експериментално и понатаму да за прв пат во историјата гастритот и чирот на желудник се лечи со антибиотици. Порано се давало само инхибитор на протонска пумпа, односно овие што ги вика децата во филмовите зашто пиете шампони, оние бизмут, за да се намали киселоста, што беа тие такви кесички. И болеста траеше, ако не се сменеше начинот на живот, исхрана, особено се викаше менаџерска болест, траеше цел живот. Често пати тие луѓе имаа крварење. Многу чест беше карцином на желудник на местото кај што е чирот, или кај што имаше чир на желудник, на местото се создава аденокарцином. И што се случува сега? Се дават антибиотици, тоа два, и инхибитор на протонска пумпа, и ние по 2 недели го лечиме за цел живот гастритот и чирот на желудник и на 12-палачно црево. Значи, престанува да има карциномот драстично паѓа, аденокарциномот, и луѓето за 2 недели, најчесто се тоа директори, менаџери, што имаат стресна работа, мажи повеќе на времето, кога немаше толку жени на такви позиции, во минатиот век, да на крај се каже дека тоа е најголемото откритие во медицината во последните 20 години од минатиот од 20 век, бидејќи
на вистина сосема ги смени начинот на живот на оваа болест. Значи, што е суштината? И да постојат тие сите други фактори, како што е стресот, појачана секреција на углеводородна киселина, нездрава исхрана и така на се да постои, ако успеете вие да го ерадицирате, да го уништите Helicobacter pylori во жедлутникот, болеста вие сте здрави. И да гледате повторно да не се заразиме. Да не се ако се заразиме, пак треба време да се размножи, па да предизвика. И пак по 2 недели би се излечиле. Значи проблем не сакам што ние не го сакаме, што се дават антибиотици, повеќе и што има резистенција кон други бактерии. А тие антибиотици се најчесто кларитромицин, еден макролид, и амоксицилин, или метронидазол со амоксицилин. Значи има два антибиотика и еден... Точно ли дека овие антибиотици некогаш може да направат и голем проблем за организмот? Па како и сите лекови, нормално дека делуваат на нормалната флора. Луѓето што се лечеле од Helicobacter пиеле 2 недели антибиотик. Сега, за среќа ти го пиеле за здравје. Замислете колку денеска пијат без врска, непотребно за вирусни болести, така натаму. Така да користа е многу поголема од штетата. Некој како преживува интересно, со создавање на ензим уреаза, значи он лачи околу себе уреаза разградува уреата и околу себе се создава обвивка. Базен пеха, да, и обвивка и се штити од фагоцитоза и така натаму, влегува во желудникот и ја неутрализира киселата средина и тука живее. Значи тоа кажува колку се бактериите адаптибилни, како што има бактерии што живеат во вода што врие, таму се најдени бактерии, така и кај човекот на сосема неочекувано место се наоѓа оваа бактерија и диагностиката обично и се должи на уреаза, така е тоа, мислам, предмет сега како се диагностицира. Тоа може преку крв да се утврди? Значи, има инвазивни и неинвазивни методи. Меѓутоа да кажеме веднаш дека наод на Helicobacter pylori кај здрава особа, ставојте се да не прима антибиотици. Значи, треба да биде склон кон овие болести. Може некој да го носи цел живот и да така, јас најдов податок, се смета дека 50% од светската популација е заразена од Helicobacter pylori, но за среќа не е толку голем процентот на оние што ќе се разболат. Значи, што е повозрасен човекот, е поголем процентот. Што е земјата понеразвиена со помали хигиенски услови е почест. Меѓутоа интересно е дека во неразвиените земји па заради тоа што нема вакви стресни состојби, посмирен живот живеат. Посмирен, и до 80% има Helicobacter pylori. Не може сите нив да им даваме антибиотици за да некој од нив не доби. Значи се чека дали ќе се доби. Инвазивни методи се ендоскопски. Се влегува на местото, се гледа кај ако има чирот тамо, ако има гастрит, се зима биоптичен материјал и често пати за инвазивните методи ние не мора да учествуваме како микробиолози, бидејќи ако во ткивото се направи уреаза тест, нема од кај да биде тој ензим, ако не е Helicobacter, тој брзо се прави. Меѓутоа, денеска сепак сме ние потребни, бидејќи, како и кај другите бактерии, има неуспех понекогаш во лекувањето и треба да направиме антибиограм. Таа е инвазивна метода. Неинвазивна метода е антиген, да се бара антигенски, како за ковид што бараме носот, овде би се барал во фецесот. Антигенски тест со познати антитела, да докажеме Helicobacter pylori. Се разбира дека има серолошка диагноза во крв, кај што се гледат антитела, ако е многу висока концентрација, значи антитела секој што има Helicobacter ќе има антитела, ама ако е многу висока концентрацијата, укажуваат дека тие проблеми што се јавуваат се можеби од Helicobacter pylori и на крај најскапиот и наједноставниот тест е уреа дишен тест. Значи човекот треба само да издише и веднаш му кажеме по 30 минути претходно треба да се напие радиоактивна материја. И ако уреа има во здивот. Во здивот тој е најскап. Мислам тест, меѓутоа е многу точен, најточен е, а ништо не правиме, ни ендоскопски ни ништо, значи во здивот ако има уреа, значи дека има Helicobacter pylori и многу е точен тестот. Меѓутоа се уште му е висока цена. Тие се отприлика начините на диагностика. Да. А зошто се случува
пациентот да ја прими терапијата која што одговара по антибиограм и потоа на контролниот тест повторно да биде позитивен на оваа бактерија? Значи има повеќе причини, најчеста причина е резистенција. Значи правило се да почнеме со терапија, значи ако се докаже ендоскопски и кај оние за да заштедиме во диагностика на некој начин, кај оние кај што ќе се повтори, да пратат кај нас на микробиологија ткивото, да ние го засадиме, да хеликобактерот порасне, да го испитаме дали е осетлив на тие антибиотици не, и често пати откриеме причината дека пиел, да речеме, кларитромицин, а имал таква несреќа да хеликобактер пилори кај него е од резистентните соеви, кои се повеќе и повеќе ги има и тука. И сега според антибиограм му кажуваме, за да не одиме на слепо, со кои лекови би се излечил. Значи има и по втор пат, и по трет пат. А може ли на природен начин да се излекува? Не знам, тоа веројатно тие што се бават со тоа ќе ви кажа дека ги лечат сите со тоа. Бидејќи често се обидуваат луѓето не сум стручен да одговорам, инаку има многу лекови за желудник од таа ракијаста маклија, што сме кажеле. Па класичната мастика, сега зборам ова што нешто сум слушал, а има исто навистина некои други помошни средства. Во секој случај, начинот на живот ако се смени и ако се ерадицира хеликобактер пилори, може до крај на животот луѓето да немаат проблем со гастритис. Да, иначе имало или искрварување, имало перфорации на чир на желудник и така натаму. А кои се првите симптоми што би ги почувствувале доколку ја имаме оваа бактерија и живееме стресен начин на живот? Бактеријата не дава симптоми. Дава ако успеала, значи ако организмот држи на некое ниво кај што не успеа да преживее, меѓутоа живеат во една рамнотежа. Тоа е најчест случај. Ако за некои причини, а тоа најчесто се надворешни причини, предиспонирачки, тоа се алкохол, стрес, поголема киселина и така натаму, конституција и се, хеликобактерот почнува да го штетува желудникот или 12-палачното црево и тогаш се од симптоми на гастрит, тоа се ждригање, киселина, болки и така натаму, и тоа понатаму се диагностицира, како што се диагностицира. Мислам, може да се од сосема друго, не значи дека ако имаме такви симптоми дека е хеликобактер и дека е гастрит. Значи сепак треба со диагностичка некоја алатка да се има гастрити кои може да се јават и без да има врска хеликобактер, и тоа тие поминуваат за 2-3 дена, знаете, се јаделе нешто кое ја оштетило слузницата, тешко се вари. Кога е овој гастрит кај што често е хеликобактер, тој си трае цел живот. Може само порано се смирувал, со менување на исхрана и пак ќе се јави. И цел живот кој го контролира, кој не. А со ова се по 2 недели се става под контрола најчесто, ако треба се прави, ако се погодат антибиотиците. Ајде да преминеме на озогласената Ешерихија коли. Точно ли е дека таа може да биде дел од нашата микрофлора, па дури да учествува во одредени процеси на дигестија и да биде корисна? Да, апсолутно не е озлогласена. Таа е една од бактериите без која тешко ќе живееме, ние ако не постои. Меѓутоа народот тој што имал мака од неа, тој што има корис не знае дека е корисна. Значи она е една од мноштвото преку 1000 видови на бактерии што живеат во нашиот дигестивен систем. Најробусна е, да кажем, и која ќе засадиме измет, таа доминира. Значи, не дали е можно. Секој човек има ешерихија, не постои човек што нема ешерихија. Само ако пил нешто антибиотици, ако има некоја болест, да ја елиминирал. Нема ешерихија. Значи, преку ешерихија ние гледаме дали водата е загадена. Значи, кога се испитува водовод, добро, бунар и така натаму, ако најдеме колиформни бактерии, во кои главна е ешерихија коли, тоа е посредно дека таа вода е измешана на некој начин со измет, со фецес, и не е добра за пиење. Ако најдеме некои сапрофитни бактерии, може би бунарот паѓа од воздухот или не е чист зидовите, меѓутоа ова укажува на, ако во една кујна најдеме ешерихија коли, која е безазлена, нема од неа да се отрудиме, сем некои специфични видови, ние кажуваме, ако имало ешерихија, може да има и шигела што предизвикува дизентерија или салмонела што може и тифус и така натаму, посредно, бидејќи салмонелата немаат сите, меѓутоа ешерихијата имаат сите. Тоа значи дека ако во водата на површините има таа, може да ги има потенцијално и опасните
бактерии. Сепак во дигестивниот тракт постојат специјални типови на ешерихи, како што беше О157, пред дури гостував тука во Телма, едно лето, не знам која година беше, кај што 3-4 луѓе умреа од труење со таа ешерихија во развиените земји, кај што пак органската ѓубрива и органската храна се кажа дека колку што е корисна, понекогаш може да преживее во неа баш овој тип. Значи, мислам, во Германија најмногу настрада од таа ешерихија. Понекој има тоа беше од некои корења што се става у салати, па потоа имаше една друга со хамбургери кај што се значи тие се ентероинвазивни, ентерохеморагични, како што е оваа. Значи има различни соеви, некои се агресивни. Да, соеви што создаваат токсин. Значи токсинот е проблем. Да, веротоксин или шига-лайк токсин, како кај дизентерија и така натаму. Значи има ентеропатогени, ентероинвазивни, ентерохеморагични, ентеротоксични ешерихија коли и тие може да предизвикаат, ако се размножат во дигестивниот тракт, тешки заболувања, па и смртоносни. Најбезазлени се овие ентеропатогени, кои ден-два предизвикуваат проблеми и тоа најчесто кај децата, односно најчесто кај патниците. Та патничка диареја, што патничка диареја која еден-два дена. Значи ќе ја примите дали преку храна, преку вода, колку да е водата пречистена, може да примите и населението таму која ви вика, особено коите во арапски земји уплашени, они викаат we drink it, it's beautiful. Немаме ние проблем, да. Нема проблем. А вие стану се напиете и ќе добиете, тоа е зашто тие се навикнати. На таа ешерихија се е сој кој не е навикнат организмот со неа. Ако во исто време одите повеќе пати, да речеме ако во Охрид која порано имаше проблеми такви, луѓето што одеа повеќе пати на викенди, по 3-4 пати кој ќе отиде веќе до крај на животот. Нема проблем. И тој нема проблем, ако ќе дојде од Холандија може да има проблем прв пат. И тој кој ќе дојде Холандија со веќе повеќе години нема веќе да има проблем, бидејќи таа се населила, се запознале еден со друг и така натаму. Инаку главна ешерихија коли е проблем ако излезе надвор од дигестивниот тракт. Ова се ретки случаи што и кажеме во дигестивниот тракт и тешки се за докажување, бидејќи вие не знаете дали е ешерихијата од нормална флора или од тој тип. Значи, многу е тешка диагностиката, начина и така натаму. Меѓутоа, кога ќе излезе и кога ќе нападне стерилни места, кај што не е место, тогаш обично знаеме дека е причинител. Значи, тоа се најчесто уринарните патишта, особено кај жените, уросепса, најчест причинител е ешерихија, особено надвор од болниците, компликации ако влезе во крвта, преку урината, тоа е уросепса, значи ја наоѓаме во крвта, и е најчеста бактерија во светот изолирана од хемокултура, од крв. Се трка со Staphylococcus aureus. Меѓутоа, обично е таа почеста, пневмонија може да предизвика. Значи, многу од луѓето што сега завршуваат со пневмонија, било и од COVID, добиваат болничка соевидна резистентна ешерихија коли. Значи, може и на респираторен тракт да предизвика, меѓутоа најчесто на уринарните патишта и се тоа може да заврши со сепса, може да учествува во инфекции на рани и се разбира, оваа ешерихија што ја спомнавме, што имаме сите, и сите бактерии што живеат во дебелото црево и воопшто во цревата, ако им се дозволи да пројдат тие 3 милиметри на зидот на дебелото црево или на тенкото црево и влезат во перитониумот, тие предизвикуваат смрт. Ако не се, значи тоа се вика перитонит, смртоносен перитонит, кој ќе перфорира, кој ќе се пробие, дали механички, дали заради некој процес, и ако не се порано па немало операции од укус на желудник, од дивертикули и карциноми кои го пробивале цревото, умирале за неколку часа од тежок перитонит, да не зборам овие артифицијални абортуси кои ќе се пробие утерусот или цревата. Значи, ако сите овие бактерии, а тука е главна ешерихија коли, бидејќи она е многу робусна и брзо предизвикува перитонит, кога немало антибиотици, кога немало хирургија, биле причина за смрт при војни, значи, реков, помреди од ладно оружје, од куршуми. И тоа е перитонит предизвикан од
од ешерихија коли заедно со многу други бактерии кои не би ги зборал. Меѓутоа главна денеска ешерихија коли е како причинител на уринарни инфекции и тоа пред се цистит. 80% од инфекциите најдов дека на уринарниот трак се... Па негде 80, негде 90. Кај болничките е водечка, меѓутоа може би 40-50%. А кај овие амбулански случаи, кај луѓе што никогаш немале, а прв пат кој се јави, скоро секогаш ешерихија. А зошто кај жените полесно навлегува бактеријата ешерихија коли во мочните канали кои што се инаку стерилни? Па, тоа е јасно од анатомијата. Значи, патот на ешерихија коли може да биде преку крвта, меѓутоа поретко, тоа е почесто кај овие грам-позитивни бактерии, ентерокок, стафилокок, кои би предизвикале уринарна инфекција, да легле од некое жариште во крвта, па да нападнат, да ги нападнат бубрезите. Патот на ешерихија коли, и тоа се посебни типови уропатогени ешерихи кои имаат пили, пипци, значи он се за да стигне до везика, треба да пројде еден пат и да се искачи. Да се искачи. А нашата слузница и кај жените и кај мажите е лигава. Лизгава е, многу лизгава. Се замислите се качиете по некој канал во кој се е лизгаво. Треба да имате некои пипци, те се икат пили. Значи тие што имаат такви пили успеваат да, ја им кажам на студентите, филмот Титаник или не знам кој друг им кажам, замислете ги на место на бактериите, кога човекот мокри, колкав млаз, колкава е таа мала, да издржи целиот млаз да пројде, да не биде исфрлен и да продолжи да се качува. Значи сите бактерии влегуваат во уретрата, меѓутоа еден имунитет е и мокрењето. Ако е често, ги измива. Да, си ги измива и тоа е начин, па дури и екулација кај мажите, која е експлозивна, така да и тоа ги измива, меѓутоа ова е секој ден повеќе пати и успеваат да се пробиват само оние што имаат пили или фимбри, што може да се залепат. И ако влезат во везик уринари, ако се размножат, ако таму најдат храна, ако човекот има, да речеме, белковиња, особено ако има гликоза, ако е диабетичар, шеќер во крвта, полесно би се размножи. Понатаму, ако во уретрата има некои дефекти, да замислите сега каналов, има, вас иде млазот, меѓутоа ако има вие да се скриете, као тунелине, прошла водата и после продолжувате нагоре, значи тоа се тие што имаат проблеми. И ако во везика уринарија најдете исто места, бидејќи целата се празни, ако не се празни до крај. Ако има дефекти, тука останува она и не се исцела до крај и потоа се размножува, може да предизвика инфекции и не дај Боже, после може да се качува и по уретерите, тоа се каналите до бубрезите, тоа е опасна работа пилонефрит. Значи, прво треба да спречиме кога ова се вика дистална инфекција, кога има циститис, тоа е циститис, да ги заштитиме бубрезите, бидејќи самиот цистит не е опасен, ама е многу досаден и незгоден за непријатен. Меѓутоа не значи тоа се прави грешка ако има бактерии во урината. Значи без не знам од кој причини направена уринокултура, има бактерии, а пациентот е здрав, нема симптоми, и ако во седументот на урината нема леукоцити, маса, тоа значи дека организмот не реагира на ешерихијата или на било која бактерија и тоа се вика асимптоматска бактериурија и не треба да тргаме. Но веднаш кој ќе видат нешто такво, праќат уринокултура да испитат и ќе добијат ешерихија коли. Да, и сега почнат да пијат антибиотици, која ќе прекинат, таа пак се јавува, бидејќи организмот не помага, не му пречи, и самите антибиотици, дека во урината има антибиотик, таа не расте. А кога би пречела, кога самиот организам би реагирал на неа, антибиотици ќе му помогнат да ја убие. Прашањето беше кај жените, основна причина е заради тоа што уретрата е пократка. Значи овој пат што го спомнав, многу пократок до е 3 сантими да речеме, кај машките е далеку подолг. Ако ги прашате машките, е уште подолг од вистинскиот. Така е. Така е, ќе кажат некои огромни милиметрите ќе ги претворат сантиметри. Во секој случај е подолг и на некој начин се
тој пат позаштитене машките полови органи од влез на ешерихија кори, затоа е почеста кај жените. Голема причина е бременоста, значи самиот плод притиска и асимптоматска бактериурија кај бремени жени се наоѓа кај 25% од бремените кои би се кај нив треба да се лекува или не? Никако. Дури кај нив уште помалце бидејќи треба да се заштити плодот. Значи не треба да се дава, не лечиме бактерија, лечиме болест. Ако бактеријата не ве закача, не ја закајчете и вие не ја живеете си заедно, таа некогаш ќе си отиде. Ја лично сум добил не оваква амбуланска, туку болничка ешерихија, многу резистентна. Ја добив негде кој излегов од болница во август и заедно ще живеевме до март. Не е тоа мал период. И дори ми вика колешките, абе утре имаме вежби, ќе ни треба таква болничка ешерихија. Викам, не чуете по фрижидери, кај мене имате, кога во март нема, викам. Каде, си отишла, викам. Само од себе? Само од себе, да. Значи, само пијат антибиотици, ќе ја снема по 2 недели пак ќе се. Била дека многу упорна, многу здодевна, да, дека здодевна ако дава, трае значи ако дава печење, мокрење, треска и опасност доди нагоре, навистина се даваат антибиотици, па некогаш, особено кај децата, ако има нека аномалија, кај што не може да го избегнеме тоа. Да, тој рефлукс што се јавува кај нив. Да, рефлукс, така, пијат антибиотици, као што е нитрофурантин, и по година дена. За да се стави под контрола. Под контрола и под одредено време прекинуваат, па се гледа дали може без него и така натаму. Значи превентивно пијат, ќе исчисти и потоа продолжуваат да пијат за да не се повтори проблемот. Да не се повтори. Професора, ќе пуштиме тука реклами на гледачите и веќе им дадеме можност за вториот дел од емисијата да се вклучат во програма со нивни прашања. Останете на Телма. Професор доктор Никола Пановски, специјалист микробиолог и паразитолог, во студиото на Телма одговара на прашања поврзани со најчестите бактериски инфекции. Зборуваме во моментот за ешерихија коли. Професоре, колку бактерии треба да има во милимол или како во милилитар урина за да се смета кубен, за да се смета дека постои инфекција? Па има тие касови постулати кои кажуваат дека да се вика сигнификантна или значителна бактериурија се рачуна ако не примал претходно антибиотици, ако е земена со спонтанна микција, а тоа спонтанна значи да се исфрли првиот млаз од урината? Од урината, бидејќи во уретрата има бактерии. Некои што трнале на пат, некои тука живеат. Да искористиме првиот млаз да сисе, знам дека е малце непријатно, меѓутоа нас ни помага, и вториот млаз да се земе урина, не е битно колку, значи една капка не е доволно теоретски. Во тоа се вика 100.000 дека е доволно. Ако е меѓутоа, ако е опериран, ако примал антибиотик, ние истовремено бараме дали има антибиотик, тогаш и 5.000, 10.000 може да значат. Ако урината се земе со катетер, значи ако веќе катетеризиран, тука малце се избегнува загадувањето, така да и помалку од 100.000, а ако се земе, што ретко се преосе научни цели, а тоа е најдобар начин, најдобриот е најболен, со пункција супрапубична, значи над пубичната коска, полна бешика, со игла се, тука го избегнуваме уретрата и тоа што сме зеле тоа, тоаш на некој начин и 1000 во милилитар, па и помалце се посигурен знак отколку милион земено на овој начин. Но секој че, ако има 2-3 бактерии, а тоа е тешко земањето кај децата, кај бебињата, се лепи нека кесичка и така натаму. Па има контаминација од околината. Така да, во секој случај, најчесто ние имаме милион бактерии, меѓутоа и милион бактерии, или над милион, ако нема симптоми, ако нема реакција на организмот во смисла на леукоцити, значи не реагира на неа. Што значи тоа? Таа не го штетува, затоа тој не реагира. И на некој начин, иако привремено е како овие бактерии во цревата, по кожата, нека поживее и ќе си оди. Но дека ако има леукоцити и ако симптоми има, тогаш треба да се антибиотската терапија е оправдана. А што според антибиограм, особено кај тие протоколот е, ако е прв пат јавена, да се даде антибиотик
вообичаен, морам само западните земи, без да се прави уринокултура. Ако се повтори, тогаш се оди на микробиолог, уринокултура и се прави антибиограм. Кај болничката веднаш би требало антибиограм, бидејќи се очекува дека тешко ќе опогодите антибиотикот на слепо. А доколку бактеријата е болничка и го создава тој токсин што го кажавте на почеток на емисијата, тој може ли да во допир со антибиотикот да направи некаков проблем? Па самиот токсин не, меѓутоа ако не го погодите антибиотик, зборам за цревата, ако не го погодите антибиотикот, проблемот ќе направи како кај клостридиум што сме го дискутирали и овде, дифициле. Значи сакајќи да уништите Ешерихија коли, вие ја уништите добрите бактерии и давате поле да се шири. Значи таа не се размножува зашто има, ако со антибиотик ги уништите место неа тие другите што ве штитат, природната одбрана, таа може да се размножи за ден-два и да биде уште положено. Затоа треба внимание со антибиотици. Дури кај салмонелите често пати децата кои ги имаат носители е штетно да се даде антибиотик, што ако не е навлезена во лимфните јазли, се остава да сама ја снема. Тука се помагаат и пробиотици и така натаму. Да ги поканиме гледачите од овој момент да се вклучат во денешната Телма амбуланта на телефонскиот број 3076 677. Почитувани, добре дојдени се и вашите прашања. Професоре, да преминеме сега на бактериите во носот. Добро. Дали носот е дом на многу бактерии и може ли тие да ни направат проблем со здравјето? Да, во носот има бактерии, најчесто тоа е белиот стафилокок. Нормално има некои дифтериди, значи тоа што го има на кожата, го има и во носот, меѓутоа кај децата особено голем број од нив имаат стрептококус пневмонија, кој може да предизвика синузит и најчест причинител на пневмонија бактериска. Хемофилус може да имаат, а најчесто имаат стафилокок покрај белиот, тој златниот стафилококус ауреус. За здрав човек бактерии во носот ништо не значат и не треба да се чачкаат, да се остават. Меѓутоа, ако тој човек работи со храна или работи во градинка, особено во интензивна нега, сега повеќе носат маски од порано, меѓутоа не сме, значи не треба да имаат луѓе што работат во било каква контакт, производство на храна, промет, транспорт и така натаму, ресторани, особено во кујните, или што работат со особено имунокомпромитирани лица, најчесто во интензивна нега и често пати во оддели за новородени. Значи, брисот нос повеќе би требало да прават, да го прегледуваат овие специјалисти по хигиена, санитарна контрола и да се проверува. За жал станато е порано дека се зема. Градинките бараат негативен бриз од нос. Да, тоа е глупост. Мислам, прво запишат децата. Прво градинката бара, а не го плаќа тоа. Значи нешто ако бараш треба да го плаќаш. Второ треба да знаеш зошто го бараат. После се тешат дека има негативен тест. Мислам, негативен тест може да земете бриз и да го однесете, ако сами го зимате, и го однесете на преглед празен. Ние често пати гледаме бриси не од деца, меѓутоа некојаш од некои сали и така натаму, кога брисот мириса на алкохол и не ги работиме. Викаме, што сте го пратили ова? За да добијат негативно, ние ќе трошиме подлоги да било негативно. Меѓутоа логиката во градинките е исклучио да се бара грло, брисот грло, па може и нос, стрептококус пиогенес. Таа е бактерија и понекогаш што е многу ретко, ама тоа само ако има епидемиолошки индикации, најсерија менингитидис. Ова да што имал стафилокок во носот, на што ќе му направи на другото дете ако му пренесе стафилокок? Ништо, стафилококот во носот дури ако е златен стафилокок, дали до исто што мрса? Да, ништо нема проблем. Тој исто што и мрса? Мрса е по-отпорен стафилокок. Значи златен стафилокок, ауреус, меѓутоа мултирезистентен, на повеќе антибиотици резистентен. Во носот ништо не значи. Ако не работите во болница, и ако не работите со храна, кај што во храната има стафилококи кои создават токсин, ентеротоксин, и ако му капне од носот или од кожата, затоа
кога припрема, да речеме, сладолед, најчесто овие шампити, кремпити, кремови, кои не се греат после па да го уништат токсинот, значи не самата бактерија, токсинот предизвикува труење. Тоа се оние труења кои се имаат саат до 5-6 сата По по конзумирање. конзумација, најчесто се десерти. Најчесто се десерти со повраќања, 1% смртност може да има, кој е голем. Затоа не треба да го има на кожата и во носот. Инаку, ние сакавме порано, меѓутоа сите испитувања и во светот па и кај нас кажуваат дека наот во нос не се совпаѓа со наот во синуси. Значи се цеди носот и викаме, ако има пневмокок, значи предпоставуваме дека во синусите до кои тешко се доаѓа, нели? Ја има А истата има бактерија. симптоми на синузит, па земеме дека таа бактерија помага, особено ако многу ја има, ако има стафилококус ауреус, ако има хемофилус, тие се најчестите причинители на мораксела катар, али на синузит, и од тоа да дадеме. Меѓутоа, кога правиме компарација на брис од нос и тама инвазивна да ни влезат во сигла во синусот од истече течноста, не секогаш, дури почесто е некој друг микроорганизам од тој што е во носот, така да носот како диагностика на синузит, брис од нос не е адекватен примерок, а брис од грло да за ангина. А за диагностика на стафилокок и луѓе што работат со храна, да. Имаме гледач, да го вклучиме, да му дадеме предност. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до докторот. Благодарам. Поздрав и до вас. Овака, имам девојче 5 години, моментално се бориме со шерихија во уринарна инфекција, значи пиеме антибиотик, пантеф моментално и на природна база чаеви од брусница. Дали треба да внимаваме нешто на исхраната или нешто на природна база друго да внесиме во... Значи има природни средства, деманоза, баш која спречува тие, ги инхибира тие фимбрии што ги кажав. Тоа е веќе кој ќе се излечи да не доби пак. Многу важно е кај уринарните инфекции што повеќе течности, тоа што го кажав, физички да ги сврлиме бактерии. Значи со тоа што почесто ќе мокри, а поголема количина се разредуваат и бактериите. Сега ако е само овај случај уринарна инфекција кај девојчиња е во ред. Меѓутоа ако се повторува, тогаш треба специјалист педијатар нефролог, најчесто на клиника за педиатрија, да се види да нема некои предиспонирачки фактор се следи, меѓутоа обично кога ќе девојчиња ќе пораснат, ја знам многу такви случаи, ни антибиотик пијат, ни уринарна инфекција понатаму добива. Значи да се види да нема тој рефлукс. Фактички најважно е да се заштитат бубрезите. А тоа ќе се направи со контроли и кога треба антибиотикот ќе ги спаси бубрезите, ќе уништи. Се зависи колку често, дали тоа ќе се повторува. Ако не се повторува, лекот е во ред. За грам негативни, тоа е цефиксим, цефалоспорин, така. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден. Добар ден. Повелете. Поздрав до вас, до вашата емисија, а посебно до професорот Пановски. Имам едно прашање до професорот за мојот син. Има 30 години, пред 5 години имаше собраќајка, извадивме слезина, ама се појавија некои проблеми во коагулацијата на крвта. Значи, и во ману правевме испитувања, има дефект во коагулацијата. Он, професоре, сега сака да се вакцинира, па вашето мислење, дали ќе има проблем, ради што нема доволна циркулација, што има дефекти во коагулацијата? И со која вакцина, значи 30 годишно момче, не женето. Така. Добро, ви благодарам за вклучувањето во емисија. Мала добро, тука е добро темата. трансфузиолог да даде мислење, меѓутоа оваа состојба не е во контраиндикација од вакцина, дури на тие од кои се плашат дека даваат тромбоза, како што се AstraZeneca или Pfizer. Така да ја мислам дека со оглед на возраста, ако има уште може да прими, бидејќи е млад и природно да кажем отпорен на ковид, дека доволно ќе му биде да прими
овие Синовак вакцини. Повеќе кај возрастните, постарите би било на Pfizer, кај што е опасноста. Меѓутоа, ако трансфузиолог, а јас лично би одобрил и Pfizer, меѓутоа еве трансфузиолог може да каже да се вакцинира и со 2 дози Pfizer. Професоре, кога децата ќе добијат позитивен наод од бриз на носот, понекогаш им се препишува локален антибиотик, капки за нос во кој што е додаден антибиотик. Да. Што велите за тој пристап? Па, за тој пристап психолошки е добар, а не е штетен. Така да важно да не пијат. Добро, се е јасно. Во тој смисол му течат овако, може би служа кожата воспалена, непријатно е да особено ако се тие исцедокот е зелен, жолт и така натаму, малце ќе смири антибиотикот. Најважно е инаку кај тие работи да е детето големо да може да си секне. Тоа е разликата меѓу нас и да издува, но некои имаат така доста капацитет и да се помогне со пумпици да се ослободи дишењето. Доколку не е синузит, кој е синузит? Тогаш веќе сосема. Да, се даваат системски антибиотици. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден. Добар ден. Повелете. И убав ден. Го И поздравувам вам исто докторот и во емисијата. Сите го поздравам и вас. Би сакала да му поставам едно прашање на докторот. Секогаш кога излегува, со нетрпение го очекувам да го слушнам неговото мислење, затоа што доста го ценам неговото мислење, да ви кажам, и неговото мислење и мислењето на уште еден доктор, Данаилов. Секогаш меѓу редови, јас секогаш го слушам доктор Пановски, кога ќе каже дека сепак треба да се почитува и мислењето од другата страна на пациентот. Дали тој сака да се вакцинира или не сака. Не знам што се случува во светот. Свесен е докторот, знае за што зборувам и вие се свесни за што зборувам, дека ова е присилно, значи присилно сака да не вакцинираат, со која опција и каква опција не знам, но јас пак во душата чувствувам дека кога би ја добила вакцината, дека веднаш би умрла. Еве, јас лично така се чувствувам, имам 3 бајпаса, си имам и шеќер, си имам. А вака како сега, така имунитетот го одржавам како докторот што сум го слушала и друг пат и све. И вие сте тие што му веруваат на сопствениот имунитет. Ви благодарам за вклучувањето во емисија, излегуваме од денешната тема, но еве сосема накратко. Да, добро, тоа е огромна тема сега кога дискутираме дали требаше цела емисија да направиме на оваа тема, зошто се оди присилно, дали е тој прав начин или не. Значи ако мислат присилно тоа што се случува во Австрија, па можеби кај нас, тогаш навистина нека направат задолжителна вакцината. Меѓутоа, ако ќе направат задолжителна, мене што ми пречи? Еве сега господјата, ако е задолжителна, ја натерат на некој начин, она ќе потпише дека сама сака да прими. Не, ако е задолжителна, вие ќе стоите зад одговорноста ако нешто и се случи. Викаат, потпиши, тоа како кој ги мачат, па им викаат сега потпиши дека ти така си направил. Значи нема согласност. Кај задолжителни за децата не пишеме согласност. Така. Бибињата кои ги вакцинираме. Така. Тоа е задолжително, мора да се. Тоа нека биде, мора, меѓутоа ризикот и сите последици производителот или државата. Мислам папазјанија, не можам да го разберам. Ако е доброволна, заврши. Најди начин како да се убедат луѓето. Да ги убедиш луѓето. Еве имам еден графикон денеска добен, извонреден, зошто не го даваат на телевизија секој ден? Што вели тој графикон, професоре? Графикон вика во 2 недели, Добро. од левата страна со зелено, сега го имам телефон, од лева се процент на вакцинирани, Добро. со зелено, десно има плави стопчиња колку умреле на милион жители во последниве 2 недели. Прва е Украина. Значи, колку што е мало стопчето на вакцинирање, толку е големо плавото, зелено мало. И надоле позаоб, кафе зелениот, и процентот на смртни случаи го нема плавото стопче или е многу дискретно на милион жители. Тука се Англија, Америка, Израел, што имаат Холандија, Данска, сите овие скандинавски земји. Тоа толку убаво кажува. Горе се балканските земји, сега што имаат на милион жители.
голема смртност и така. Ние не сме на врвот овие 2 недели, меѓутоа ако не ставе у август месец или септември, ќе бевме бедливо со голем. Значи тоа самото каже, не значи дека нема несакани деца, не значи дека пациентот сам има право да одлучи за своето здравје, меѓутоа навистина не знам каде оди светот. Вика дали си вакциниран, кој ти дал право да ме прашаш дали сум вакциниран? Тоа е сега да ве прашам дали наредете ми кои болести ги имате, па ја ќе ве пуштам да влезете. Значи има Новак Џоковиќ кажа немате право да ме прашате дали сум вакциниран и ние не знаеме дали он вакциниран. Знаеме кај прележа на нозе и сега дали ќе игра на Australian Open. Зависи од тоа, он може да остане до тоа дека не сакам да кажам. Тоа е мое право лично дали сум вакциниран, тоа е моја здравје и забрането да сите знаат. Кај нас ова истано и мислам парадоксите се огромни. Мене тие ми пречат. Значи, не се признава природен имунитет, не се признава прележаност, не се признава една доза морало 2 после прележаност. Значи, имаме човек со кој се допишувам, кој го кажуваат херој, кој 3 пати дал плазма, крвна, 3 пати дарувал, има огромни количини во илјадници антитела, тој нема сертификат. Мислам, тој е идиотизам, нема што друго да кажем. Он нема право на сертификат, а овие што имаат вакциниран има доживотен. Не, значи тоа е тоа. Значи дава крвна плазма или втора работа. Од вакциниран не може да дава крвна плазма априори, а овој што прележал може да дава. А министерот и премиерот и не знам тие комитет вика вакциналниот имунитет е подобар. Па ако е подобар, не го земете плазма, што земате од прележаниот. Не ние, у цел свет. Мислам, такви парадокси има веќе и студии што докажуваат. Даваат вака кај господјата да се сомне. Инаку мислам дека нејзиниот страв дека ќе умре веднаш по вакцината е комплетно неоправдан. Криво ми е што него видов. Мислам, имаме милиарди луѓе. Графиконот ќе можеме да го пуштиме. Да, милиарда луѓе има вакцинирано секој ден. Во овој момент дека трае емисија милиони луѓе се вакцинирани и нека не слушаат дека тие умирале. Значи кога се гледа смртноста, се пишува по 2 недели колку луѓе од вакцините умреле. После се проверува дали тој број е ексцесно во однос на невакцинираните. И се антиваксери тоа го пишуваат цело време. Па нормално дека во светот дневно умираат околу 180.000 луѓе. Ако тие 180.000 ги помножите по 14 дена, нормално кај вакцинираните се слуша, некој ќе добие инфаркт, некој мозочен удар. Дали тие работи се почести и видено е дека дека да речеме миокардитот кај младите машки деца е почест отколку кај невакцинираните. Тоа е докажано. Меѓутоа не сите да се стават во купчи да кажат дека од вакцините умреле, сите што умреле во првите 2 недели после вакцина, сите умреле од вакцина. Нема врска, тие ќе умрат, тие се стари луѓе. Потребно знаење за да се истолкува сето тоа. Да, меѓутоа нека знае, одма го пишува дека се тоа над 100.000, над милион. Имаме уште еден гледач, претпоставам дека прашањето ќе биде повторно на оваа тема, наместо на онаа која што говориме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Би сакала прво да го поздравам докторот, неговото големо знаење, познавање и нормално искуство што го поседува. Прашањето би било следно. Имам примерно 2 дози на кинеската вакцина, сега треба да примам и третата. Меѓутоа имам примерно хемотерапија, која што заврши пред 21 ден. Бидејќи се препорачува Pfizer, односно тоа е препорака кај нас во Македонија, дали е добро да примам Pfizerот или сепак да се обидам да најдам кинеска како трета доза со која што ќе бидам вакцинирана. Не сум, сакам да примам. Прашувам дали постои било каква опасност од пресекување ради здравствената состојба на приемот на тоа што го примав, на хемотерапијата. Добро, ви благодарам за вклучувањето. Хемотерапијата без разлика со што ќе се вакцинира може да намали имунитетот, зашто направи имуносупресија. Бидејќи прошли 21 ден, моја препорака е да се вакцинира со Pfizer, бидејќи искуството се дека Sinopharm кај повозрасни, кај постари, воопшто на почетокот не дава антитела,
а по 3 месеци кај огромен број се губи. И сега која е логиката со истата Синофарм, иако нема ни можност, нити ја нема така и нас, да се прима трета доза. Логично е да примиме некоја друга, така да мислам во вакви случаи луѓе што се плашеа бараа врски пред 3 месеци да примат Pfizer. Има случаи кај што се плашат воопшто никоја. Значи све има. Се плашат, да, и да комбинираат, некои се плашат да ги комбинираат вакцините. Дека тоа некој мешање, нема врска со мешање прошли месеци. Мешање било првата и втората доза ако се различни, иако и такви имаше предлози да се у тие 2-3 недели, инаку мешање нема. Сега примаме за грип, еве јас сум примил трета доза. Четврток, сега утре ако ме викнат, односно кај нас ќе дојдат на работа, ќе примам. Истиот ден би ја примил од Значи нема проблем доколку вакцината за грип и за ковид се примат. Ние возрастните многу научивме за вакцини, многу размазени сме. Кој ќе носиме внучето или вие децата, бебињата, не прашуваме кој е производител на вакцините, кој добил на тендер, дали исти се со тие пред 6 месеци, дали од ист производител. Далеку сме од Pfizer и така рамо. Тоа се фирми квалитетни, ми тоа не знаеме кои се. И кој ќе му стават на детето 6 валентна вакцина, мислите, ние се дали треба 2 да примиме различни, оно у исти ден со една игла прима 6. Так. А во тие 6 месеци за кои што ние дискутираме, прима уште 5 други. Да. Па после прима ревакцинација. Па не мора да е од истиот производител ревакцината. Може таа година друг производител добил, победил на тендер и таа прима и никој не знае. Затоа овде сите стана експерти. Стручњаци, како што имаше еден виц, не знам дали е место да кажам, наставникот му вика на ученикот, еве нека биде Коле као мене, 4 години те моля за една двојка да научиш, роднини, не научи, ја ти ги поклонив, како бе сега за 2 месеца за вакцини се научи. Сите станавме експерти. Да. Професоре, еве токму со ова ќе го завршиме денешното издание на Телма Амбуланта. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешната емисија. Имате пријатен ден.